Сосема неизвестна е судбината на преспанските јаболка од ланската реколта поради големите залихи на индустриското и трпезното јаболко. Овие денови има застој во откупот, иако овоштарите се во трка со времето поради високите температури. Екипата на Алфа денеска беше во откупниот пункт во Царев двор, каде што јаболката лежеа на отворено, а камионите беа паркирани. Во моментот имаме одреден застој заради одредени празници во Ирак, не се откупува трпезното јаболко, а заради презаситеност на пазарот во Бугарија каде се пласира индустриското јаболко и таму веќе имаме пауза од неколку дена. И сериозни држави со голема мобилност на возила и техника за да се направи оваа количина да се однеси до одредена позиција тешко би го направила, а камоли ние кои што сме доведени сега во судир со високите температури и количините кои што ги имаме назад. Откупните цени во моментов се многу ниски и за индустриските и за трпезните јаболка. Сега се испод, скоро и никакви. На денар се откупуваат до денар и пол. И пола денар. Залихи скоро од планираното и пола се останати. Ситуацијата во Преспа е уште полоша и најверојатно количината на индустријско јаболко ќе стигне можеби околу 50.000 тони. Тие 50.000 тони проблем е дали ќе се откупат или ќе се фрлаат повторно на депонија, а тогаш веќе имаме и еколошко загадување. Оваа состојба со неизвестна судбина на реколтата покрај дефицитот на ладилници го отвара и другиот многу поголем проблем при вакво производство, немањето на преработувачки капацитет кој би можел да го прифати производството со ослободување од транспорт и трошоци и создавање на многу поголем профит. Некогашната најмодерна фабрика сега пропаѓа во Царев двор. Фабриката за производство на сокови во Царев двор е еден од белите слонови пропаднати преработувачки капацитети што ги однесе вирот на транзицијата во нашата држава. Меѓутоа, преспанските овоштари не ни можеа да замислат дека ќе им биде потребен како лебот, особено во вакви услови, кога дават огромни пари за транспортни трошоци, кога реколтите нивни пропаѓаат во овоштарниците и кога судбината на финалниот производ кој може да донесе многу профит е една далечна и сосема неизвестна иднина.